Анита, вознемирувачки настан во село Зрновци. Во моментов се наоѓаме во местото викано Ѓушевски орав, односно во близина на реката Зрновска река. Покрај реката е црн пат, а утрава беше најдено женско тело токму во близина на реката. Тоа денеска се случи околу 10 часот и 40 на минути. Доста вознемирувачки, според неофицијални информации до кои што дојдов, е дека телото било пронајдено без череп, рака и дел од ногата. Но ќе напоменам, ова е неофицијална информација, а официјално од надлежните институции се уште нема вакви детали, се уште не се изнесуваат дополнителни информации. Како одговор од надлежните институции можам да соопштам што е веќе дојдено, односно од Министерството за внатрешни работи соопштија дека денеска во СВР Штип е пријавено околу 10:40 часот дека во село Зрновци, место викано Ѓушевски орав, во близина на Зрновска река е пронајден човечки леш во фаза на распаѓање. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Информацијата, како што спомена и ти во најавата, веќе ја потврди и веќе со соопштение излегува и од јавното обвинителство. Цитирам: Јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кучани врши увид на локација каде е пронајдено тело на почината жена. До овој момент починатата не е идентификувана. Ќе биде наредена обдукција, а причините за смртта се уште не се утврдени. Како што впрочем споменав на почетокот на ова линковско вклучување, сите причини до кои што довела до овој вознемирувачки настан ќе бидат соопштени подоцна и официјално од институциите. Што се однесува до она дали нешто жителите на ова место виделе изминативе денови, имало некоја ситуација или немало, прашавме еден жител токму на ова место. Нема да зборувам ништо, туку деталите ги слушаме токму од него. Мирно место и дури изненадувачки за овај дел што се случува. Барем дел од нашата општина, сите знаеме, тука мала општина сме, познаваме сите, ниту имало некој случај нешто, ниту сме чуле дали некој лице се бара у овај регион, ништо немаме слушали се. Како се дозна утрова? Јас се вали тука си работев накај 9-9:30 и човекот што го беше пронајдел шета натам доле, ливади и тоа таму и доаѓа тука кај мене и брат ми беше и вика ова да видиш едно видео и гледам, вика ова човек ли е куче ли е, вика. И гледам фармерки до негде, вика човек води пријави, викам, најверојатно човек и пријави додија полиција тука замина инспектори, брзата дојде и нема информации што после се случило, дека јас тука работам цело време и тоа што го знам. Иначе дури малку зачудувачки ова тука што се случува кај нас, дури не е верно. Ама важно знам дека нема тука чуено последните денови, што разбрав лицето у распаѓање било леш. Нема нешто да се чул и пошироко регионот тука истокот да се бара нешто. Не знам. На терен се истражители, но исто така и припадници на Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување противпожарна, исто така спасувачко друштво. Ние остануваме и понатаму тука и се разбира со сите останати официјални информации во следното информативно издание, а нета доколку имаш дополнително прашање, повеле. Да, се разбира доколку се слушаме, вие веќе со колегата Виктор сте на терен, можам да забележам дека се уште на терен има истражители, има представници на институции, можам да забележам дека има и противпожарно возило. Може ли да се каже овие луѓе што ги гледаме од кои институции се? Да, како што и впрочем споменав, МВР, исто така припадници, односно од противпожарна, вработени од Дирекцијата за заштита и спасување, но исто така и во значителен број се од спасувачко друштво. Тоа е она за кое што можам сега да споделам. Да, и се разбира за сите дополнителни информации, рекоа дека дополнително ќе известат, во овој момент не се открива никаков детал. Да, ги имавме оние
куси соопштенија од МВР и од обвинителството кои го потврдуваат овој немил настан. Можев да забележам кај човекот од Зрновци што го снимаше, видна вознемиреност кај човекот, очекувано во една ваква ситуација. Се разбира доколку имаме нови институции нови информации од институциите, ги емитуваме во следните информативни изданија. Енџи и колегата Виктор остануваат уште малку на терен.